едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Силвана Манева, во брак сум со Панче Манев. Имаме две деца, син 12 години, Александар, и Ребека, 9 години. Сега чекаме трето дете. Јас сум Панче Манев од Велес, сопруг на Силвана Манева, со која имаме две дечиња, Александар Манев и Ребека Манева. Во брак сме 12 години, сега чекаме трето детенце. Јас сум Александар Манев. Учам во основното училиште Васил Главинов. Сум 7 одделение. Имам една сестра Ребека и очекуваме нова сестричка. Јас сум Ребека Манева. Учам во основното училиште Васил Главинов и сум 4-то одделение. Имам еден брат Александар Манев и сега очекувам уште една сестричка. Време е за бебе. Кај него има некоја креација, оно така речено, некој ѓубре што ќе го донесеме, гледа да создаде нешто конструктивно, да добие тоа некоја фигура, лик и така натаму, па со моја помош ете се обидуваме баш од никакви работи да направиме нешто, да создадеме, да личи на нешто, така да можеме да покажеме нашите креации, со него што ги работиме заедно, таа со дрвца, слабчиња, кибридчиња, че он буквално со помош на сестра му оди собира стапчиња од сладолед за да изведеме некоја куќичка, некој предмети што ќе им дадеме, нели, од така речено од ѓубре, некој добар лик. Време е за бебе. Кога се враќавме од болница, тогаш кажаа дека полот е женски. Јас се израдував. И мама остана позади, она пополека одеше, ја трчанката дома истрчав да му кажам на бато и на тато дека ќе имаме сестричка. Бидејќи помина подолго време од првите деца, наново сега се, не ми е тешко. Обавезите се тие, така да јас сум многу јака, мислам, покрај се што поминав. Мислам дека нема да има проблем ни натаму, ни мора да бидеме јаки. Во животот може некои работи ќе им се скрапат, објективно. Значи, ако се купувало едно па се делело на две, сега ќе се дели на три. Меѓутоа, да речеме тоа гледано така од некоја економска страна, се надохнадuje со богатството наречено сестра што имаш за цел живот. Човекот едноставно има на кога се потпреш во животот. Сам мислам дека е потешко. Кога ми кажа Силвана дека е бремена, го очекував тоа. Знаев дека сакаат 3 деца и мислам дека е убаво. Македонската нација треба да се шири. Треба да има секое семејство што е можно поголем број на деца, да не звучам сега ни популистички, ни политички, навистина така мислам како жена, како македонка. Мислам дека секое македонско семејство треба да има деца. Сега стварно животот е таков што младите не се решаваат да имаат многу дечиња, сакаат едно или максимум две. Меѓутоа јас како мајка, како баба, препорачувам да секој брак што ќе се склучи, најмалку да има 3 дечиња. Затоа што најголемото богатство во фамилијата не е златото на масата, него најголемото богатство се децата на масата кога седат со родители. Посреќен нема од мене во моментот. По трет пат истата радост ја осеќам, истата среќа, по трет пат татко. Време е за бебе.
Јас сум Валери Симов од Штип, 45 години, оженец за Лепоса Васимова. Имаме син Иван, 6 години. Јас сум вработен во комуналното предпријатие ИСАР Штип, како хидроинженер, проектант. Јас сум Лепоса Васимова, 37 години од Скопје, во брак со Валери Симов од Штип, мажена сум веќе 7 години тука. Очекуваме второ дете во семејството. Јас сум Иван Симов, одам во прво еден одделение, имам 6 години, очекувам братче. На сите повеќето им беше чудна одлуката дека некој од Скопје ќе се реши да дојде да живее остатокот од животот да го помине во Штип. Не ми беше битно каде ќе живеам. Мислам, битно е со колку ќе живееш. Јас сум единица на мајка, нели? Само со мајка ми живеев цел живот. Немам браќа, сестри, имам полубрат од страна на татко ми. Меѓутоа, како деца не сме многу контактирале, за разлика од сега, од како се роди Иван, станавме поблиски, што ми е многу драго. И самиот тој живот, нели, што сум го живеела, тој недостаток на брат, на сестра, на поголемо семејство, доведе до тоа да не размислувам воопшто потоа за второто дете. Дека не смеам сино да го оставам сам. Ти е многу тешко сам да израснеш. Гледаш дека сите другари, пријатели имаат некого на кој што може да се потпрат. И како помали, и после како постари, значи еден многу битен момент во животот. Кога му кажавме дека има братче и реагираше малку збунително, после веќе и тој чекаше, беше ушчекување да дојде дома бебето, да го види, да влезе малку во шема. Поисполнет ти е животот, поисполнет ти е денот, нели? Може има повеќе обврски, меѓутоа задоволството е многу поголемо. Време е за бебе. Јас сум Ваучевски Бобан, имам 28 години и сум во брак со Наташа 10 години. Имаме 2 дечина, чекаме трето детенце. Јас сум Волчевска Наташа од Битола, имам 25 години, во брак сум со Волчевски Бобан 10 години. Имаме 2 дечиња, Петар 8 години и Леона 5 години. И чекаме трето. Време е за бебе. После тоа ни се роде првото детенце, значи мачкото, и по 3,5 години го добивме и чупчето. Сега сме, значи, чекаме трето. Си дојдовме дома, еве. Со Ана првите денови многу убави ни беа, дека трето и бучни. Ама сепак е мирна, спрема другите дечина, најмирна ни еве испие и така. На сите мајки им препорачувам да имат повеќе дечиња. Не е тешко, толку колку што мислат дека е, и да ќе се заборај. Децата се, значи, брзо растат и одма ќе помини тешкотијата, ќе се заборај. Да си има 3 дечиња е добро. Јас мислам дека е добро. Ние сакаме, се одлучивме и би сакала сите да имат повеќе дечиња. Значи, како што ни треба и нас друштво, и на децата му треба друштво. Треба да имаат поддршка и тие во живото. Убаво е да се има повеќе деца, браќа, сестри, затоа што во иднина се поддршка еден за друг, се крепат, се поддржуваат и никош нема да бидат сами. Време е за бебе. Јас сум Бобан Алексовски од Скопје, сопруг на Оливера Алексовска. Имаме 2 деца,
Кристијан и Даниел и сега очекуваме трето дете. Јас сум Оливира Алексовска, сопруга на Бојан Алексовски. Имам 2 сина, Кристијан 10 години и Даниел 6 години. Очекуваме трето дете. Не е тешко со трето дете. Не се не осеќа кога имаш веќе 2, третото е уште едно плюс, што е на број. Инаку децата ти помагаат, ми помагаат, маж ми помага, така. Радостна сум со вклучењето многу. Многу ми е. Си ги сакаме доста. И они мене, бабо, 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 бабо. Ни ја не си ги сакаме. Меѓу 2 и 3 деца не е никаква разлика, така да ми пожелувам сите што сакаат деца, нека продолжат. Многу се милимо, многу се драги за тоа да живееме. Викаат, мајка ми викаше, нека се живи, здрави и прави. Ништо друго не е важно. Тоа најважно. И така е, само да се прави и здрави, живи нек се, нека учат и тоа ќе ми биде задоволство и мир. Нека растат, да си ги гледам така, да ми се убави. Педантни. Тоа сакам највеќе. Колку повеќе деца имаш, толку по-голема радост имаш. Така било порано. Нека се врати. Време е за бебе. Моето име е Дејви Спирковски и сум среќно оженет со Ирена Спирковска. Моментално чекаме второ дете. Работам во Домот на културата Марко Цепенков. Воедно се занимаваме исто така со снимање на видеоспотови, со народна музика и сме среќни што ќе имаме второ дете. Јас сум Ирена Спирковска од Прилеп, по професија стоматолог, мајка на 3-годишниот Ѓорги Спирковски и трудница за второ дете. Време е за бебе. Џорџи го почна да расти, например, Ирена на работа првата година, мајка ми не беше тука. И јас го земам дете в количка, го ставам и чаршија. И луѓе се разменуваме, чеки од Дејви беше. Да. Ретко денеска да сретнеш татко сам со количка. И почна некои луѓе вика не ни се верува ти вака, че. Зошто да не? Покрај мене, покрај навивачите, покрај музиката пораснаа многу деца. И имав време и трпење за нив и се замисле да немам за собственото дете. Значи се смени кога дојде Ѓорги во нашиот живот. Барем за мене, до пред Ѓорги некако не се чувствувам, не знаев дека не сум исполнета, дека не сум реализирана. Сега сум комплетна. Не знам, и сакав и второ дете, се разбира, сакав се. Може би не баш ете на 3 години, јам така ни го даде Господ. И сме среќни. Јас сакам и трето. Здравје Боже, ако стай Господи, не знам што да кажам. За мене вистински патриот е човек што има на 3 деца. Леле, мајка. И сакам деца, јас ама... Абе, шега. Да кажем, за внучината е најголема радост да има и за децата баба да има, а и за бабата да има внучина, да си дочека од децата внучина. Што да кажем, радосна сум презадоволна дента кога ни се роди Стефан. Бевме радосни, мислевме, кизне Господ дојде во нашето семејство. Време е за бебе.
Јас сум Сашко Петачки, сопруг сум на Хилда Петачка, инаку од село Раовица, Радовишко. Татко сум на 2 деца и со Бога напред очекуваме трето дете. Јас сум Хилда Петачка, мајка на 2 дечиња, Габриела и Нена, и очекуваме трето. Се надеваме дека ќе биде машко. Време е за бебе. Не ми е напорно, е радосно, стрекно и тоа е. И стрекни сме, плюс па сега и ти е машко. Трето дете воопште не е тешко. Значи, знам дека многу се плашат, така и јас бех истиот. Што ќе правиме, трето дете малку е терет, нормално дека и 3 и 4 да има, јас мислам, оти не би требало да се твори на некој тешкотија. Најбитно е што ни створа едно задоволство сега, ќе имаме занимација нормално. Децата се веќе возрастни, девојчината. Сега со Наум е крстено. Со него ќе си имаме поголема занимација, дори мислам оти ќе ни се продолжи и животот со тоа. За неколку години барем, ако не повеќе. И многу сме среќни. Само това чувство може да се осете. Кад ќе го види човек, тогај ќе осети. Да види, да усете, да одима. На сите Господ нека им дава кои што немат, нека си имат и нека бидат среќни како нас. Се крштам работ Божи Наум во името на Отецот Амин и Синот Амин и Светиот Дух Амин. Печат на дарот на Светиот Дух Амин, печат на дарот на Светиот Дух Амин, печат на дарот на Светиот Дух Амин, печат на дарот на Светиот Дух Амин. И Синот Амин и Светиот Дух Амин. Амин. Нека Господ Бог го чува и пази новокрстениот Наум, кој што е дар од Бога на родителите, кој што е радост на Светата Црква, радост на татковината, и дај Боже ова радост што вие имате како родители, со ова рожба ваша, со трета рожба, која што Бог ви ја подари, а ви ги исполни желбите да биде и машко, да имат сите наши луѓе кои што посакуваат да има дечиња, и дај Боже во секој дом да има најмалку 3, а повеќе од 3 нека има колку што се може, за да биде радост на секој семејство, пак ќе речем на татковината и на Светата Црква. Да сте живи и здрави и Господ Бог да биде со сите вас. Време е за бебе. Сум Александар Дончевски од Делчево, собственик сум на Агенција за обезбедување на имоти лица Патриот од Делчево, сопруг на Билјана Дончевска од Делчево. Имаме 2 дечиња и чекаме трето. Јас сум Билјана Дончевска, мажена сум во Делчево, инаку сум од Виница. По занимање сум дипломиран педагог, работам како училишен педагог во Македонска Каменица во основното училиште Кирил и Методи. Мајка сум на 2 дечиња моментално. Никола, првото детенце е 3,5 години. Второто детенце е Бисера, девојче, има 2,5 години и сега чекаме трето бебче. Време е за бебе. За третово дете сакавме и јас и Александар. Повеќе беше желба на Александар, мора да признам, бидејќи навикнати сме до душа и двајцата, бидејќи и моите родители се по тројца, и браќа и сестри. И свекорот има многу браќа и сестри, тие се 7 деца. Значи, навикнани сме, ги сакаме децата, јас сум педагог, јас и сум навикнана да бидам со многу деца околу мене. Тоа ни беше заедничка желба и си дојде спонтано само. И вистински бевме пресрекни дека ќе имаме уште едно детенце.
За трето се кандидатстваме спонтано. Тоа си дојде само по себе. Како што ви реков, значи, сакавме да имаме повеќе деца. Така со Билјана решивме да направиме малку пауза, да се стабилизираат работите и така дојде и до трето дете. И Никола и Бисера се пресрекни, бидејќи ќе има уште едно бебенце во фамилијата. Мене ми е посебно мерак што имаме поголема фамилија. Нека се дружат децата. Јас бев уште, јас кој седам, она не даде. Да се имат братчето, брат и сестра и сестричката, брат и сестра. Значи најмалку 4 деца треба да се израде за да има така. Значи тие веќе имаат прифатено Викторија, знаат дека е наше бебенце, дека е нивно бебенце. Бисера може ја осеќа како кукла, како играчка, знае да се игра со неа, но сепак со наше присуство досега немаме ништо проблеми, дечињата се одлични со неа. Предлагаме на сите да имаат повеќе деца, кој може, значи, кој може да чува, кој им услови да чува, значи не е пред се. Еве сега и државата помага, нели има за трето дете, значи има донација. Помагаат, кој може да чува, нека има. Треба да имаме деца. Државата ни е мала, да имаме повеќе луѓе, значи тоа е. Време е за бебе. Во согласност со активните мерки за демографската политика на владата на Република Македонија, а се со цел за пораст на населението, Центарот за социјална работа во Скопје, а и останатите други 29 центри, се места каде што се поднесуваат документи за неколку права од областа на детската заштита. Едно од многу значајните новини во овој дел на законодавството е правото за добијане на материјален надоместок за трето дете, кој е навистина од исклучително значење, меѓутоа исто така и исклучителна материјална помош на самите семејства. Што значи тоа? Тоа значи дека месечно родителите кои имаат 3 деца добиваат месечен надоместок од 8084 денари секој месец, што значи дека следните 10 години овие родители кои имаат 3 деца ќе го добиваат овој месечен надоместок. Поново кажано во евра, тоа значи отприлика 1600 евра годишно, а тоа помножено по 10, тоа значи 16.000 евра во текот на 10 години. Време е за бебе. Јас сум Николче Винков од Свети Николе. Во брак сум 10 години со Габриела. Имам 2 дечиња и сега чекам трето дете. Јас сум Габриела Винкова од Свети Николе. Во брак сум со Никола. Имаме 2 дечиња, Стефанија и Дамјан. И сега чекаме трето дете. Јас сум Стефанија Винкова од Свети Николе. Имам еден брат и сестричка, чекам. Јас сум Дамјан. Дамјан Винко од Николе. Имам една сестра. Имам сестра. И сега чекам една сестричка. Време е за бебе. Породувањето ми се изврши со царски рез, со спинална анестезија. Бев будна цело време за време на породувањето. Го слушнав бебето кога заплаче. Ги слушав докторите како викаат, ајде, вади го бебето, вади го бебето. Воопшто не е тешко со 3 деца. Сега малку е потешко во случаевите кај што се со царски рез. Доека да закрепни мајката. Али со подршка од другите,
Од свекрва ми имам подршка, таа ми помага и таа е тука со мене. Заедно се чуваме, закрепнуваме, раснеме. Не е тешко да се има трето дете да се чува. Сакам да имам 5 сестрички и едно братче, јас имам едно братче. Дете, најзлатно, најубаво нешто, најмило, сврзник у бракот е децата. Тоа е тоа. За крај ја пожелувам на секој у Македонија да има 2, 3, кој што може и 4 нека има. Така да, моја желба нека има деца, никад не е на умет децата. Значи, кога остареме, остануваме на раците на своите деца. Значи, децата нас треба да не чуваат. Така да, ако немаме ние потомство, значи немаме никој да не чува. Тоа е. Дете како дете е нешто најсвето, најубаво нешто во животот, што го е создал Бог, Господ. Тоа е другото, се е минлива работа, али фамилијата, пород, децата се најубави и најубави. Нема тука, нема збор што може да се изрази за децата. Време е за бебе. Јас сум Игор Комненовиќ, родител на 2 деца. Сега чекаме трето дете. Јас сум Маријана Комненовиќ од Драчево, мажена сум во село Кучевиште. Во брак сум 7 години со Игор Комненовиќ. Имаме 2 машки деца, се викаат Иван и Ненад. Сега во моментов чекаме трето, се надеваме дека ќе биде женско. Време е за бебе. Посебно ми е мило што се исполни желбата на брат ми. Уште едно девојче имаме у фамилија, у куќа. Па најверојатно као најмало ќе не слуша по стари години и ќе видиме здрави. Тоа отом потом. Што вика, да дојде време да ги мажиме и така. Може да ја земам. Може да ја земам и така ќе се смири во мене. Ќе се смири во мене. Значи ја чувствува таа родителска љубов и така после значи 5 минути ќе се смири и нема проблем. Меѓутоа мајка си е мајка. Да си има трето дете е многу голема радост во куќа. Не очекував дека толку ќе бидеме среќни. Мислев дека ќе ми биде тешко, дека 2 деца па трето, ама кога човек е среќен сите тешкоти се надминуваат. Би му посакувал на секој родител да има 3 деца. Време е за бебе. Јас сум Борче Илиевски од Кратово, сопруг на Анита. Работам на пазар, продавам земјоделски производи, јужно овошје и имаме 2 дечиња и на пат очекуваме трето машко дете со Божја помош да ни се зголеми фамилијата. Се викам Анита Илиевска од Кратово сум. Сопруга сум на Борче Илиевски од Кратово. Во брак сме 10 години и имаме 2 дечиња. Прво ни е керката Симона, потоа синот Теодор и сега очекуваме трето. Се надевам со Божја помош и најверојатно ќе биде момче. Време е за бебе. Се случи и трето дете, така со Божја благослов не благословува да се роди уште едно дете.
Ние имаме желби за повеќе деца. Еве јас сум со 3 деца, мојата фамилија, брат, сестра. Исто и жената има 3 деца, 2 сестри и брат. И срекни сме превише, прекрасни дечиња да се чуваат. И дојде недела, сабајлето, се слушнаме, се роди трето машко. И кажав на децата, они се разбудија, ајде одиме да го видиме бебето. И се спремаме така, појдовме, го видевме бебето, се родило машко, јас како татко, среќе мајка, сестричката исто среќна, се родило уште едно братче. Во школа частев за моето братче. Не кажав на сите другарчиња, знаеа дека имам братче. На учителката. Кога дојдем дома и помагам. Кога дојдем дома и помагам на мама, кога го облечува, кога го бања, го држам за заедно, кога и давам памперс, кога се упрва. Има рамички и други работи. Сакаме да не биде чист. Сакаме да не биде чист, нежен и пееме песнички. Пееме песнички. Заедно со мојот брат, многу го сакаме. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно